Министерството за образование и наука испрати допис до училиштата со барање и просветните работници да не одат на работа до 1 февруари со цел да се заштеди енергија. Дописот од Министерството е испратен до директорите на училиштата. Во него се вели да не се организираат работни активности за наставниците, стручните работници и административно-техничкиот кадар. Ке се работи само во обезбедувањето на објектите и имотот на училиштата во периодот од 20 до 26 јануари, кога се користи зимскиот одмор за учениците. Оваа препорака се дава со цел да се намалат трошоците за енергија и електрична енергија во училишните објекти, пишува во дописот испратен од Министерството за образование и наука. Околу 225.000 ученици наместо утре во училишните клупи ќе се вратат на 1 февруари поради влошената епидемиолошка состојба и проценката дека земјата се наоѓа во пикот на ковид заразата. Одлуката за одложен почеток на второто полугодие завчера ја донесе владата по препорака на главниот координативен кризен штаб, а на седницата вчера таа се утврди и бројот на наставни денови во воредни околности, со кој учебната 21-22 ќе заврши во редовниот термин 10 јуни 22 година. Во сите училишта, основни и средни, се утврдени 172 наставни денови, освен за средношколците со завршна година за кои се утврдени 158. Со одлуката се овозможува соодветна адаптација на наставниците и нивната програма со цел запазување на датумот 10 јуни како краен рок за завршување на учебната година, соопштуваат од владината седница. Министерот за образование и наука Шекири вчера изјави дека за приспособување на наставните планови, согласно владината одлука, Министерството е веќе во координација со Бирото за образование и наука. Тој апелираше до родителите, наставниците и учениците за време на продолжениот распуст, максимално да се придржуваат сите до мерките и препораките за заштита од COVID-19 и во домашни услови и на отворено.